Ги подготвивме содржините из ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Започнуваме веднаш по кратката најава за дел од содржините. По вчерашната одлука на председателот Ѓорги Иванов, денеска во службен весник беа објавени повеќе имиња за кои е подпишано помилување. По одлуката на председателот, лидерот на СДСМ Зоран Заев ги повика граѓаните на протести кои ескалираа во демонстрации. За настанатите штети на објекти за домување во поплавите кои настанаа во периодот од јануари до март 2015 година, владата на Република Македонија од буџетот за 2016 одобри над 2 милиони денари. Започна активности за асфалтирање на нови улици во општина Штип. Новиот инфраструктурен бум кој неодамна на Канал Плюс телевизија го најави градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев започна во населбата Железничка. Синдикатите од Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија и синдикати од Сојузот на синдикати на Македонија со големо одобрување ја прими одлуката на председателот на Република Македонија за амболиција. Наведуваат, на граѓаните им треба успешна економија, нови работни места и подобар стандард, а не секојдневни политички препукувања кои не водат никаде, освен што задоволуваат нечии туги интереси. Председателот на државата со вчерашната одлука го означи патот за излез од кризата и го посочи правецот на национално обединување по сите линии. Убедени сме дека неговата одлука ќе значи не само почеток, туку и брзо разрешување на исклучителните опасни состојби со кои, за жал, нашата сакана татковина денес е соочена. Ова е државничка одлука која бараше големи жртви. Одлука која не се носи заради водење дневна политика или грижа за политичкиот рейтинг, туку одлука која е државничка и која е насочена кон просперитет на иднина. Председателот Иванов мудро ја анализирал состојбата и увидел дека најмокните партии се длабоко вкопани во своите ровови и дека нивниот антагонизам не само што не се намалува, туку се зголемува раздорот меѓу граѓаните и ја загрозува иднината на оваа земја. Председателот Иванов мудро заклучил дека никој не отстапува, дека институциите се закочени и блокирани, а дека меѓународни представници почнале да дефилираат по судовите, наместо да ги оставаат да ја делат правдата согласно македонскиот устав и закони. Како вистински татко на нацијата, председателот Иванов мудро пресече дека оваа земја не е ниту на ВМРО ДПМН, ниту на СДСМ, ниту на ДУИ, ниту на ДПА. Оваа земја припаѓа на сите граѓани и нејзината иднина не смее да биде доведена во прашање заради ситни дневно-политички интереси. На граѓаните им треба успешна економија, нови работни места и подобар стандард, а не секојдневни политички препукнувања кои не водат никаде, освен што задоволуваат нечии туги интереси. Ги повикуваме граѓаните на Република Македонија да не реагираат импулсивно и емотивно во овие сериозни мигови, туку внимателно да ги анализираат образложенијата кои председателот на Република Македонија ги даде по повод оваа негова одлука. Имено околу 100 демонстранти во околу 18 часот и 30 минути го започнаа протестот пред зградата на специјалното јавно обвинителство. Тие втор ден протестираат против одлуката на председателот Ѓорги Иванов за помилување на политичари и нивни соработници кои се дел од нелегално прислушкуваните разговори. Исто така во овој временски период група на граѓани од повеќе градови се собраи на улицата Павел Шатев во Скопје за да протестираат пред седиштето на СДСМ против одлуката на Ѓорги Иванов за амболиција на Зоран Заев и на Зоран Верушевски. За настанатите штети на објекти за домување во поплавите кои настанаа во периодот од јануари до март 2015 година, владата на Република Македонија од буџетот за 2016 година одобри 2.159.928 динари за оштетените граѓани во општините Бирово, Делчево, Долнени, Радовиш и Чешиново Облешево. 6 лица од општина Берово ќе добијат надомест за претрпените штети во објектите за домување во поплавите кои се случија кон крајот на февруари 2015 година. Ова беше одлучено на последната седница на владата на Република Македонија одржана на 6 април, одлука со која средства во висина од 48.930 денари ќе бидат одвоени од резервите на буџетот на Република Македонија и ќе им бидат префрлени на лицата кои претрпеа загуби на нивните домови во согласност со елаборатот кој беше доставен од страна на Комисијата за процена на штети при општината Берово до владата на Република Македонија во 2015 година. За настанатите штети на објекти за домување во периодот од јануари до март 2015 година, преку оваа одлука, владата на Република Македонија од буџетот одвои 2.200.000 денари за оштетените граѓани во општините од Истокот, меѓу кои Делчево, Берово и Чешиново Облешево.
Инаку, освен претрпените штети во објектите за домување, Комисијата за процена на штети при општина Делчево до владата на Република Македонија во 2015 има доставено елаборати за останатите претрпени материјални штети. Тоа се од областа на земјоделието, на овоштарско-земјоделски површини, потоа на необработено земјиште, од областа на објекти за домување, деловни објекти, како и објекти од инфраструктурен карактер. Меѓу општините кои исто така се дел од одлуката на владата за обештетување од поплавите во 2015 во делот на домувањето се и општините Долнени и Радовиш. Започна активностите за асфалтирање на нови улици во општина Штип. Новиот инфраструктурен бум кој неодамна на Канал Плюс телевизија го најави градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев започна во населбата Железничка. Започна градежната офанзива во Штип. Интензивно се работи на припрема за асфалтирање на неколку улици во градот и приградските населби. Жителите од населба Железничка се први кои ќе добијат нови асфалтирани улици. Се работи за асфалтирање на 3 крака во населба Долна Железничка, 2 крака во Горна Железничка, се асфалтираат и припремат улици во село Чардаклија. Тука имаме 2 улици кои што треба да се асфалтират. Се работи на припрема највеќе улицата за асфалтирање Питугули и крак на улица Косовска, а исто така се почнува припремните работи околу асфалтирањето на делови на Дузлачки рид, Света недела, 11 октомври да се постави вториот слој од асфалт. Проектот за поврзување на село Суво Грло со патот М6 Штип Радовиш ќе продолжи да се реализира. Преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој беа обезбедени средства за околу 2800 метра. Значи, за да довршување на проектот фалеа околу 650 метра, кои што беа средства обезбедени од општина Штип. Тие се услов за да се заврши проектот, за да се добијат средствата од агенцијата. Општина Штип исто така аплицираше за проект со кој ќе го реши проблемот со пристап до земјоделските површини, кои се наоѓаат на потегот од населбата Сујтлок до струмина Чешма во должина од над 800 метри. Во Виница е најавен старт на наводнителната сезона од 18 април. Меѓутоа, оризопроизводителите алармираат дека нема соодветни услови на теренот, бараат дополнителни интервенции од водостопанство Кочани. 18 април е најавениот старт на наводнителната сезона во Виничко, но земјоделците, пред се оризопроизводителите, не се задоволни од условите на теренот. Велат дека машините кои биле ангажирани од водостопанското предпријатие во Кочани не ја завршиле работата до крај. Условите секој си го знае полето, че си го припрема. Тоа е на време, али првенствено не се очистени јазовите. Додека не се очистат јазовето, не може да се пушти водата и нема потреба да тече безкорисно. Кои ќе се направат јазовето да бидат се изчистени, може. Луѓето ќе се припремат и похитно ќе се стават, ќе се направи. Проблемот со јадо што не е скопом беа машините, некои полекува ги сега, но 500-600 метра нашето попунено 90% јадо пун и вода не може тече. Само ќе пушат моментално вода, ќе не поплават и после вода не достигна вода. А таму има до 100 декари површина што тај јас наводнува. Виница годинова го зголемува оризопроизводството. Само за градот Јакимово и Лески е планирана површина од 350 хектари за ориз, 65 хектари со пченка и по 40 хектари со овошни насади и житарици. Ниските откупни цени се уште ја чуваат ланската реколта на Сан Андреа во амбарите. Ја го продадов 20 динара, но таа цена маленка. До 25 треба скапи става. 6.700 има на декар трошици на ориза. Ланската реколта јас ја продадов, тоа е точно, мала е цената, не е испатлива. 20 динара. Да, 20 динара дадовме. Зимаме субвенции, тоа е точно, јас секоја година редовно зимам. Од како се почнаме да зимаме. Околу 20 тона, 20 нешто тоа висиот. Мога да ги трговите секој ден. Телефонски вода од фирма во фирма, ќе видиме и никој ништо не дава. Ново формираното предпријатие наметнува и нови услови за работа со водокорисниците. Секој кој ќе користи вода за наводнување ќе потпише и соодветен договор со кој ќе се регулираат правата и обврските на двете страни. А за цената на водата, конечна одлука се уште нема.
Основното општинско училиште во Берово Дедо Илјо Малешевски во рамки на подготовките на патрониот празник објави литературен конкурс на кој учениците ги пишуваат за храбрите постапки кои ги направил Илјо Малешевски во својата родна грудка против непријателите. За храбрите потези и постапки на Илјо Малешевски ги пишуваат и истражуваат учениците од Основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово во рамки на литературниот конкурс што го распиша училиштето по повод одбележување на патрониот празник, за кој училишниот совет реши оваа година да го одржи на 28 април. Она како активност што моментално тече во нашето училиште е награден литературен конкурс на тема Илјо Малешевски не ја наведна главата пред туѓата власт, кој конкурс трае до 20 април. Право на учество имаат сите ученици од 5-то до 9-то одделение од општина Берово. Бидејќи конкурсот е литературен, учениците имаат можност да се изразуваат и во поезија и во проза. Во тек е подготовката на самата програма за патрониот празник. Во бизнис инкубатор ќе биде одбележена со свечена пригодна програма, а исто така ќе имаме и спортски активности. По повод пак на одбележување на денот на планетата Земја 22 април, учениците ќе пишуваат на тема да и помогнеме на планетата Земја. Ќе објавиме уште еден награден конкурс на тема да и помогнеме на планетата Земја. Овој конкурс ќе биде литературен и овде можност ќе имаат сите ученици од прво до 9-то одделение да ја изразат својата можност. И двата објавени литературни конкурси имаат награден карактер, каде учениците со најдобри творби ќе бидат наградени согласно завршувањето на конкурсот. Универзитетот Гоце Делчев во текот на април и мај организира серија концерти на врвни музички имиња од Македонија и од регионот. Уметничка пролет на Универзитетот Гоце Делчев Штип е заеднички проект со Музичката академија. Проректорот на Универзитетот Гоце Делчев Кирил Барбареев и деканот на Музичката академија Тони Китановски на денешната пресконференција ја најавија манифестацијата. Веќе се договорени 3 концерти кои ќе се реализираат во следните 30 дена. Универзитетот Гоце Делчев во текот на април и мај организира серија концерти на врвни музички имиња од Македонија и од регионот. Уметничка пролет на Универзитетот е заеднички проект со Музичката академија. Проректорот на Универзитетот Кирил Барбареев и деканот на Музичката академија Тони Китановски на денешната пресконференција ја најавија манифестацијата која ќе се одржи од 21 април до 27 мај. Веќе се договорени 3 концерти кои ќе се реализираат во следните 30 дена. Станува збор за прв концерт кој ќе се одржи на 21 април овде во мултимедијалниот центар и ќе настапат Петрит Чеку, Антонио Китановски и Емилија Потеска. За тоа малку повеќе ќе зборува професорот Китановски. Вториот концерт ќе биде на 16 мај и ќе се реализира во Центарот за култура, каде што ќе настапат Владко Стефановски и Мирослав Тадич. Третиот концерт ќе биде 27 мај и ќе настапи Васил Хаджиманов заедно со неговиот бенд. Целта покрај студентите ќе биде и едно академско проучување, едни отворени работилници кои што ќе се реализираат во текот на тој ден и вечерта ќе биде концерт од отворен карактер кој што ќе можат покрај студентите да присуствуваат и граѓаните. Деканот на Музичката академија Китановски посочи дека првата работилница со студентите и публиката е со познатиот класичен гитарист Чеку, а ќе се одржи во 13 часот на 21 април. Петри Чеку е веројатно не е многу познат кај широката публика. Меѓутоа во светот на класичната музика е врвно име. По многу и он е врвниот број 1 класичен гитарист на планетата денес. Е млад дечко од Призрен на 30 години, со кој што имав среќа и задоволство да соработувам пред некој месец, снимавме заедно албум. И ќе свири програма што обично изведува минатата недела, свиреше во Москва, постојано западен из целиот свет, имаше термин само оваа недела кога е во Македонија, нареднава недела и некој дена во ноември. Мислам дека ова можеби, веројатно не сум доволно информиран, но лесно би може да поверувам дека ова е најголемиот музичар од сферата на класичната музика што досега бил во Штип.
Владко и Тадич не треба да ги представам, ги знаеме сите многу добро. Васил Хаджиманов исто така. Со тоа што неговиот бенд мислам дека не настапувал овде, они имат нов албум и пред да настапат на Скопска джез фестивал во октомври, прво ќе настапат овде во Штип. Крајот на мај. Концертот ќе се одржи во мултимедијалниот центар на универзитетот. Цената на билетите за секој од концертите е 150 динари. Истите ќе можат да се купат секој работен ден од 8 до 16 часот. Влезниците ќе бидат пуштени во продажба во петок 15 април. Спомен обележје во чест на Драгослав Шекуларац ќе биде поставено во Штип на местото каде фудбалската легенда ги имала првите средби со фудбалската топка. Се работи за спомен обележје во коритото на река Отиња во форма на стилизирана фудбалска поза, карактеристична за Шекуларац. Спомен обележи изработено од челичен лим во форма на златните нозе на Драгослав Шекуларац и неговата карактеристична фудбалска мајсторија по која беше познат префрлање на топката преку него, се планира да биде поставено во Штип на местото каде нашата светски позната фудбалска легенда ги започна првите фудбалски чекори во коритото на река Отиња пред гимназијата Славчо Стојменски. Символизира го малку на помодерен начин целиот тај негов потез што е со златните нози, а топката, самата топка фудбала што се викаме, тоа ќе биде малку од плех изработена со патина што ќе асоцира малку на тоа време на тие 50-те години, 60-те што е. Драгослав Шекуларац е роден 1937 година во Штип и е еден од најдобрите фудбалери во светот. Своето штипско и македонско потекло го истакнуваше секаде во светот, вели спортскиот новинар Кирил Манев. Го видов тоа идејно решение и мислам дека е добро. Сметам дека би требало што побрзо да се изгради, а тоа го кажуваше Шекуларац и кога разговарав по телефон со него и кога дојде последен пат во Штип. Да потсетам и тоа дека Драгослав Шекуларац токму последната прощална утакмица, средба, ја одигра токму во нашиот град на 20 септември 1978 година, кога на градскиот стадион во Штип беа дојдени над 10.000 љубители на фудбалот да ги видат Еузебио, Џајич, Сантрас и други светски асови. Спомен обележието ќе биде поставено врз постамент со текст «Шеки». На ова место ги почнав првите фудбалски чекори. Обележието е донација од физичко лице во изведба на компанијата Актива Штип и авторот Методи Андонов. Комисијата за култура на општина Штип ја поддржа оваа иницијатива. Позната е програмата на најголемата летна културна манифестација во источниот регион. Штипското културно лето нуди 34 содржини во месец јули. Позната е програмата на овогодишното Штипско културно лето. Во период од 26 јуни до 30 јули годинава планирани се 34 културни содржини, годинава со 8 театарски представи, 7 концерти, 6 промоции на книги, 4 изложби и други содржини. Манифестацијата свечено ќе биде отворена на 5 јули со концертот на Кристина Палија и Невенка Трајкова. Од содржините на манифестацијата ќе има детски представи неколку, потоа ќе има театарски представи од Бугарија, од Република Бугарија, потоа од Хрватска и од Босна и Херцеговина. Значи ќе има разни читања, концерти на клавир, пијано, потоа ќе има изложба. Програмата на Штипското културно лето ќе се реализира во Домот на културата, Дом на млади, Уметничката галерија Безистен, Народниот театар, Библиотеката Гоце Делчев, Амфитеатарот на УГД, на локалитетот Вртешка и годинава за прв пат во мултимедијалниот центар во Штип. Буџетот на Штипското културно лето годинава изнесува 220.000 денари. Информативниот блог го завршуваме со изјава од портпаролот на СВР Штип за синокешната тешка сообраќајна несреќа на магистралниот пат Штип-Радовиш во местноста викана 9 километар, во која животот го загуби 45-годишниот Мухарем Р. Тој преминувајќи го пеш магистралниот пат, налетал на автомобил марка Фиат Темпра со штипски регистарски таблички, управувано 48-годишниот БГ, жител на штипското село Лакавица. Синоќа во 21 часот и 15 минути на магистралниот пат Штип-Радовиш на 9 километар се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко моторно возило Фиат Темпра со штипски регистарски ознаки,
управувано од 48 годишен возач од селото Лакавица Штипско и пешак 45 годишен од Велес. По незгодата преземени се мерки за укажување на лекарска помош на пешакот, но истиот на пат кон клиничката болница Штип починал. Смртта ја констатирал доктор од Штипската итна медицинска помош. Во Јужна Кореја денеска се одржуваат избори на кои 42 милиони лица со право на глас го бираат новиот парламент. Владеачката конзервативна партија Сенури е фаворит за победа на изборите и покрај застојот во економијата на земјата, па дури се очекува таа да го зголеми своето апсолутно мнозинство во 300 члениот парламент, покажуваат најновите социолошки истражувања. Најголемата опозицијска сила, Демократската партија Заедно, веројатно ќе загуби дел од своите места во законодавниот дом, а ново формираната Либерална народна партија се очекува да заврши како трета со прогнозирани 20 пратенички места. Најмалку 12 борци на исламистичката група Ал-Шабаб беа ликвидирани во Сомалија при американски воздушен напад со беспилотно летало, соопшти синоќа Пентагон. Сметаме дека се убиени најмалку 12 екстремисти, изјави портпаролот на Пентагон Джеф Дејвис, додавајќи дека тие представувале непосредна закана за американските и сомалиските сили. Воздушната операција била извршена во регионот северно од градот Кисмајо. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека очекува да настапи време кога децата ќе се воодушевени да научат дека имало време кога жените заработувале помалку од мажите и кога жена не била претседател на САД. Обама овој свој став го искажа на церемонијата на која некогашното седиште на Националната партија на жените беше прогласено за национален споменик. Како што јавија американските медиуми, веројатно чувствувајќи дека неговите зборови ќе бидат протолкувани како инсинуација дека ја поддржал Клинтон, Обама додаде дека не знае кога ќе дојде денот кога претседателската функција ќе биде заземена од жена. Реал Мадрид и Манчестер Сити се првите полуфиналисти во Лига Шампиони. Реал Мадрид во реваншот победи со 3:0. Головите за Реал Мадрид ги постигна Кристијано Роналдо во 16-та, 17-та и 77-та минута. На дуелот во Манчестер, граѓаните се изборија за своето прво полуфинале во Лигата на Шампионите, откако во реваншот го победија ПСЖ со 1:0, а на првиот дуел беше 2:2. Вечерва Атлетико Мадрид и Барселона во уште една голема битка. Атлетико ќе се обиде да ја анулира негативата од првиот меч против Барселона, која не планира да запре во четвртфиналето од Лигата на Шампионите. Бенфика брка изненадување против Баер Минхен. Надпреварите се вечерва во стандардниот термин 20 часот и 45 минути. Ова беа сите содржини предвидени за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.